Се враќаме во студиото. Јовановски има уште еден феномен кој е интересен во општеството, тоа се мотивацијата за сите овие протести, за сите овие излегувања. Например, еве, се изнаслушавме се што во бомбите. Значи, знаеме што све чувме, па пак, нели, некој верува, некој не верува, некој тоа го негира. Сега, протестите кои се инспирирани, овие кои се од некоја граѓанско како Сдружение за одбрана на Македонија, па тие сега се против федерализација, против тоа што наводно сака да го направи лидерот на СДСМ, но го игнорираат фактот дека за истата албанска платформа преговараше и ВМРО, ДПМН и Никола Груевски, и сите челници на ДОИ кажаа дека се договориле за тоа без проблем, дека тоа било прифатено, дека само СЈО било проблем, но и тоа некако се игнорира. Мислите ли дека овие луѓе кои излегуваат свесно го прават тоа или некако гледаат, но не веруваат? Ако ја проанализирате структурата, таму има еден мал дел на луѓе што се, да речеме, изманипулирани од пропагандата која можете да ја слушате секој ден на провладените медиуми. Тука професорот пред малку го спомна тоа, кај нас е долго време присутна таа една албанофобија, која е, по мене, она е нов феномен, ја колку што знам историја Македонија. Она е нов феномен кој е увезен од Србија во крајот на 80-те, почеток на 90-те години. Тоа е таа една генерација кој албанофобија има развиена и она сега многу лесно се реактивира, како да ви кажам. Кога ќе пуштите во оптек една таква машинерија пропаганда која повторува, ќе се федерализира, ќе изгубиме, не знам што ќе изгубиме. Седете се на протестите 96-та што се фалат се овие Филип Петровски и така. Тоа беа најсрамните студентски протести било каде во Европа случени. Се дигна толкава тензија, отприлика ова ниво на тензија, ако паметите. Зашто? Затоа што ќе се учело на педагошка академија, ќе се учело на албански јазик. Еве имаме педагошка академија на албански јазик. Од тогаш. Дали некој воопшто помислува дека тоа е проблем денеска? 2008 оваа влада Скопје го направи двојазично. Скопје е двојазично. Никому ништо. Сега наеднаш имате хистерија која се произведува за работа која не ни знаеме што е. Значи, немаме конкретни информации. Имаме информации дека нема промена на устав, председателот на СДСМ нешто објасни околу тоа, дека како ќе се спроведува таа двојазичност, но ви буквално не ве слуша никој. Факт е дека ви имате најмокните медиуми се во нивни раце. Она што се случува таму, тоа е Радио Телевизија Србија во 90-те години, да подсетам, во Босна имаше соживот пар екселанс. Ја произведува граѓанската војна во нула време. Од пропаганда. Некои луѓе се подложни. Голем дел, да се вратам на структурата, голем дел е клиентелизам. Луѓе кои се свесни дека во ниедна нормална околност не би ги имале тие позиции што ги имаат сега. Ниту во кеш, ниту како социјален статус и авторитет. Они ден денеска, гледајте ги, погледнете ги кои ги имаат известен статус, но авторитет немаат. И тоа е нивната најголема фрустрација, се разбира. И они се најгневните. Забележете ги кои се најгласни се во говорот на омраза. Да не именувам се еден пој, бидејќи голема е листа. Зборувате тие кои имаат што да изгубат. Да. И се тоа, и имате голем дел на луѓе, како што слушаме, одат по школи, носат наставници, списоци. На Нова ТВ имаше, ние ги фативме како одат на протест и од штабот им даваат список, мора секој да се потпише дека бил. Они формира една таква структура која понижува секое елементарно човечко достоинство. Ги претворија луѓето во машини, во робови. И сега тоа е тоа. Јас не викам дека, например,
не сум среќен што таа платформа се случи во Тирана. Не сум среќен со нетранспарентноста на СДСМ по еден дел. Не сум среќен што Али Ахмети, за да се извади од кашата во која сам влезе, уфрли национална карта. Може би не сум среќен ни со решенијата. Но видите, ако сме зрело општество, од заедно за Македонија, мислам, они се загрижени. Како е можно да не посакаат ниту една дебата на која ќе разговараат? Чекајте, што е што ве загрижува, што се случува, дајте ги аргументите, каков е тој договор, на кој начин тој договор ќе ја загрози државата. Во мерка во која тоа сега се презентира кога ги слушате говорите на овие што демонстрираат. Нема. Кој што реков на почеток, и затоа не случајно дебатата беше суспендирана во ово општество уште во 2008 година. Буквално суспендирана. Девалове, слушам нешто, кажавте дека... Јас прво и основно мислам дека во голем дел се работи за принуда. Оваа администрација, јавните ресурси ги дава на се уште владеачката структура во Македонија. Ние во овој момент имаме лимбо, и политичко и правно. И тоа го кажавме и претходно, меѓутоа, како што вели Боријан, кој да слушне. Значи, оваа структура која се уште ги држи, ја држи моќта во своите раце, безправно, во најголем дел, ги употребува сите своји последни ресурси за да ги принуди луѓето да излезат на улица. И при тоа се разбира дека вие имате еден број кој припаѓа на тие категории кои ги наброја Боријан. Меѓутоа, ние како невладина организација за човекови права секојдневно добиваме, навистина не го знам бројот до сега, од почетокот на овие протести, на луѓе кои се жалат на притисоци. А да не зборувам за бројката на родители загрижени, револтирани, навистина револтирани, исплашени за своите деца, бидејќи вие во основните училишта имате пресметки меѓу деца. Да, тоа почнува да се случува. И тоа веќе излеговме со еден-два такви извештаи кратки, бидејќи не сакаме да ги доведеме во незгодна позиција ни изворите, се разбира како и секогаш. Меѓутоа имате таква ситуација во која луѓето, заради тоа што се загрижени за своите деца на училиште, излегуваат, бидејќи после такви притисоци добиваат и SMS-ови или телефонски повици или лично им доаѓаат на врата. Добивме ние доволно докази за ова, меѓутоа очекуваме и од институциите да проработат. Не можеме да ги споделиме информациите со институции во кои немаме ни ние како организација доверба. Нема ни Боријан како новинар во тие институции доверба. Се обидуваме да дојдеме до некаква ситуација во која ќе најдеме поединци кои функционираат нормално според законот и ги информираме за нештата, и некои од нив исто така се согласуваат со нас. Затоа што имаме свиркачи на секаде. Само сакам да потпрашам, еве денеска излезе на пример информација дека во случајот со претепувањето на новинарите на А1 полицајецот кој се обидел да интервенира, да фати еден од напаѓачите, бил спречен од друг полицаец. Значи, друг полицаец не му дал да тргне во потера по напаѓачите. Тогаш, како граѓаните во кого да бараат заштита? Кога не можат од тие точно тоа го зборам. Ова се убави, да се вратам сакам кај професорот. Тоа се убави предуслови или елементи кои можат да водат кон посериозен конфликт. Меѓутоа, јас мислам дека би требало да ја успокоиме јавноста, бидејќи иако некои структури се обидуваат да се извлечат од оваа неминовна иднина скора со која се соочуваат, дури и по цена на предизвикување граѓански конфликт, односно масовни безредија и насилства, јас уверувам дека сите наши анализи и сите наши извори говорат токму спротивно. Можно е да има дисрупции, можно е да има инциденти, дури и серија инциденти, меѓутоа не веруваме дека може да дојде до граѓанска војна. Бидејќи нема ни еден предуслов за тоа вистински. Таков потенцијал нема, има потенцијал за инциденти, има потенцијал дури и за
така би рекол и на среднорочна основа за инциденти, немири во една поблага варијанта и тие веројатно ќе го видат својот фейд-аут доста брзо, бидејќи не постои вистинско оправдание за се ово што го слушаме и што го гледаме. Не постои оправдание, бидејќи и оние кои, во најголем дел, оние кои се на улиците и кои протестираат и скандираат, вклучувајќи и расистички, фашистички и националистички слогани, не веруваат дека имаат вистинска причина да бидат таму. Јас мислам дека и ова катарза ќе помине. И ќе биде едно, може би звуча малку преоптимистички, ќе биде една многу добра поука за натаму, за земјава. Меѓутоа, она што непосредно следи, мислам дека тоа е прашањето на диалогот. Но диалогот сега има тука доста сложена поставеност. Знаете зошто? Преќе зборував за една рана која што се отвара во македонското ткиво, со овие поделби кои што ги направија, ги форсираа и така натаму, и таа рана се надоврзува на некои состојби кои што сме ги имале ние и во минатото, да се разбериме. Не било мирно во Македонија ни на почетокот на 20-тиот век, кога лежеле таму по софиските улици разни атентирани луѓе. Но диалогот е сложен од кој аспект. Значи, ние сакали или не сакали, мораме да оствариме еден добар диалог во македонското ткиво, но исто така и добар диалог со она што значи мултиетничко и мултикултурно општество. Знаете? Значи, тие се две страни и се разбира диалогот кој што следи натаму со она што значи соседи и она што значи Европска унија. Значи, тие три моменти мора да ги имаме во предвид и мора што побрзо тоа да го отвориме како задача на сите оние кои што ние порано ги викаме прогресивни сили во Република Македонија. Диалогот е суспендиран со умисла. Убиена е дебатата со умисла, за да може да настапат на сцена да доминираат полувистини, односно невистини. Федерализација. Врска нема. Значи, повтараат луѓето секој дека врска не, Боже пази. Ако седне било кој од нив на дебата, Груевски, ако е толку загрижен за Македонија, не го викне Заев на дуел и да го разобличи. Намерите да му ги разобличи за тоа како он ќе федерализирал и ќе уништил Македонија. Не. Затоа што кога единствен начин тие полувистини и да ги наметнете и со нив да манипулирате маса, само кога ќе спречите диалогот. Идеме затоа ние вака ќе се зборуваме меѓу нас, они нема да доаѓаат или ќе ви уфрлаат некои луѓе кои се, како да ви кажам, знаеме, полусвет, но они не се изложуваат. Он не доаѓа тука. Нема да дојде. Он ќе дојде на интервју кај носител, кај што се нарачани прашањата, напишани, договорени, тезите, поентите, како пред камера, со цело сценарио. Ама не диалог. Ама не диалог. А без диалог вие не... Просто е sine qua non за постоење на демократско општество. Свесен ли е Јовановски за неговата улога во целата оваа состојба претседател на државата, кој некои го нарекуваат татко на нацијата, особено со оваа негова последна одлука, бидејќи тие 67 потписи за кои лидерот на опозицијата е вели дека стојат 700.000 луѓе. Тие луѓе очигледно е дека гласале за некакви промени во оваа држава и сега претседателот со неговата одлука стои како една брана пред нивните желби, намери и очекувања. Он е директен инспиратор на оваа криза сега. Он е тригерот на оваа криза. Како што беше со неговиот потез за амнестија. Он ги извади на улица луѓето шарена, он ја произведе шарената револуција. Он го произведе сега ова. Он е директно одговорен.
Он е влезен прво свесно, да се разбереме, он не е дека не знае, дека влегува во кривична материја со тоа што него дава уставот. Него дава мандатот. Имаме ситуација, имали понижувачки од тоа да ви дојде дипломат, странски гости, да ви го чита уставот, како треба да постапите. Ви ги чита, цитати ви вади. Тоа е страшно понижувачки за нацијата, за институцијата, председател и така натаму. Дополнително, се што ќе се случува у оваа фаза сега, он ќе има директна одговорност. Он ако до истекот од 10 дена не го даде мандатот, он е веќе длабоко навлезен во кривичната материја, за која треба да одговара. Сега Иванов е апсолутно знае што прави и апсолутно е ставен во функцијата на партијата. Пазете, и тајмингот на пресконференцијата дури беше во 4,5 пола сат пред протестите. За да, нели, ги стимулира да даде адреналин, големото не го кажа Иванов. Дури и тоа беше ставено. Значи, човекот е, како ви кажам, политичка една табула раза, знаете, кој нема никаков интегритет интелектуален, а не политички или на ниво за да извршува функција председател. И во таа смисла, јас не би го амнестирал него као несвесен е сега, па кој Иво Вајгел, тоа ми се допаѓа сарказмот на изјавата на Иво Вајгел, кој вика, па добро, он тоа ќе ревидира, го видовме, он ќе каже едно, па после друго ќе каже, што е исто така непријатно некој така да се исмејува со тебе, но јас не би го свел на така наивна ситуација. Он е апаратчик. Чист апаратчик на партијата. Они го донесува на власт и он се чувствува должен ко партијата. Он чувството, бидејќи тоа е цивилизацијско чувство, татко на нација да бидеш. Татко на нација е формат интелектуален, способен да низ него профилтрира стотици разни интереси на разни групи граѓани во општеството. И да ги држиш во една хармонија. Тоа е татко на нацијата и затоа е тој атрибут татко на нацијата. Не се добива татко на нацијата, е туку така измислено тоа татко на нацијата. Ово се појавувате сега ситуација кај што буквално се става на страна на интересот на една политичка партија, да не речам на страна на врхушка, не, одредена врхушка на политичка партија. Бидејќи јас во ВМРО сум убеден, тоа е голема партија каде што имате и сериозни луѓе. И таа партија е потребна на македонската демократија, како десница. Ви имате врхушката која се моментално ја става на добош целата партија, само за да си ги спаси судбините на неколку луѓе кои се огрешили дебело со законот. Да, оваа теза се повторува цело време. Зашто сум искрено загрижен, бидејќи јас мислам дека стварно би било многу лошо ако на ВМРО после еден ваков крах кој е се поизвесен, може да се доведе да биде руинирана како партија. Сакам, имаме уште некои десетина минути до крајот да излеземе малку сега надвор, да начнеме уште една тема, немаме превише време, но колку имаме, а тоа е она што го кажа и професорот Приеска, што го кажа и господјата Могерини, а тоа е можноста за геополитички конфликт. А гледаме особено после овие зачестени изјави на Москва, имаше денеска повторна изјава во која Москва повторно директно застанува на страната на ВМРО ДПМН, го обвинува Западот за интервенција во Македонија. Го слушнавме и господинот Ахмети кој спомнува за украинско сценарио која тој вели дека не треба да се случи. Дерала, ви мириса ли вас? Добро, ова што го спомнавте Ахмети, не знам дали го спомнавте како некој авторитет или да како некој зналец на состојбите. Конкретно украинско сценарио, за тоа ми е интересна таа изјава, да. Добро, тоа сепак е изјава на не многу релевантен индивидуалец кој нема многу допир со тоа што навистина се случува во светот, а бога ми ни во земјата. Се работи за една политика на Русија која гледаме во последниве неколку години, која има некоја нагорна линија,
И во таа смисла на зборот можеме да го сватиме и Руското министерство за надворешни работи како едно министерство или една структура која нашла простор каде да се учипи за да може да испреговара подобра позиција за некои многу поважни прашања за Русија. А тоа се Украина, тоа се Блискиот Исток, тоа се односите со далечниот Исток и најмногу санкциите од што кои се страда однесува се до повеќе. санкциите. Значи, обидот да се удри на Балканот се разбира дека не е заради Балканот, не е заради некоја приврзаност или љубов на Русија кон Македонија или кон Србија, туку за да може да се излече што е можно блеф се вика во покерот, да се излече што е можно подобра позиција во преговорите, да се ублажат барем малку санкциите, бидејќи руската економија, а со тоа и политиката, во моментов е во многу сериозна лоша состојба поради санкциите. И се разбира поради сите други геополитички констелации. Само уште едно нешто. Историски гледано, Русија никогаш не е помогнала на ниедна земја на Балканот. Буквално никогаш. Не, без оглед против интереси, против идејата за македонска државност. Какви ветувања има испорачувано преку разни емисари, па кога одредени лидери на балкански народи се истрчувале токму поради очекувањата од руска помош и на крајот излегле со куси ракави. А да не зборуваме за тоа дека Македонија буквално не само што немала полза од Русија, било кога во историјата, туку имала штета. Имала и историски гледано, и во подалечната историја, и во поблиската историја, а и сега Русија не прави ништо, ниту ќе направи било што во полза на Македонија и на македонската државност. Имаме уште по некоја минута. Само нешто, само неколку збора. Гледате, политичката активација на определени политички субјекти во Македонија фактички не да ја провоцираше таа руска активност овдека, меѓутоа некако како да ја најавуваше. Гледате, тие 18 знамиња пред собранието и така натаму. И имате едни многу необични податоци. Гледате, Институтот за демократија се презентираше едно истражување во кое 25% од анкетираните ја протежираат Русија како главен стратешки партнер на Македонија. Тоа да знаете. Тоа не е без последици. Внимавајте. 17% се Соединетите американски држави и мислам дека 30 или нешто така нешто посто Европската унија. Значи, 25%. Со еден податок дека, да речеме, од 2013 година тоа било 6%. Да. И сега одеднаш се појава 25%. И да ви одговорам само на ова, да ви кажам само еден пример. Значи, еден мој колега од Факултетот за политички науки од Белград, бевме заедно студенти, сега и тој професор таму, вели вака: ние србите имаме ирационална љубов кон Русија. Тоа е 2 и 2. Никогаш со ништо не ни помогнале, а ние не можеме да не ги сакаме. Ваква ирационална љубов. Комплексна е таа приказна професор, Да, таа е поврзани со православието. Да. Меѓутоа, ваква ирационална љубов сега јас гледам и во овие 25%. Не е малку, 25%. Имате една објективна разочараност од Европската унија, ова ситуацијата која предизвикана со Грција, така што има и објективни некои, да. Причини има многубројни, меѓутоа, значи нешто тука нешто расте како Да, Јовановски, имаме уште точно 2 минути. Ја читав еден серијал на вашиот портал на Нова ТВ за улогата, например, за евентуалната улога на Русија во настаните во Црна Гора, за таа група таму што беше уапсена. Гледам дека вие пишувавте за тоа. Кажете ми, овде имаме една слична ситуација. Аналитичарите велат дека единствена намера која Москва би имала на Балканот, тоа е спречувањето на ширењето на НАТО Сојузот. Верувате ли дека Москва, не знам дали
има амбиции, но дали има можност за директно влијание во Македонија со обзир на тоа што Македонија сепак е обиколена од НАТО земји и е прилично далеко. Значи, Москва ќе искористи секоја прилика за инцидент. Москва ќе искористи национализмот, авторитарноста на Груевски и така натаму, за да го подржи тоа, односно политики кои би му противречеле на Западот. Но нивото е толку. Они ќе се обидат тоа да го... Они нема да се ангажираат системски во тоа. Или некакво присуство потрајно да останат. Прво, немаат капацитет. Значи, русите немаат капацитет. Они за да влезат во Сирија мораат од Украина да се извадат. Па заврши украинската криза, па се префрлија во Сирија. Значи, сега да не навлегуваме во тоа. Да. Русија, соопштението последно на официјална Москва е во тој контекст. Се обидуваат, овие прават проблем, одлично, ќе ги поддржиме. Но тоа е на ниво на блеф, колку да му ставаат шајка во ногата на Западот. Каде што после ќе му речат, добра и сега ова, ако ние тука сега ќе се повлечеме. Таа игра ја направија буквално со Милошевиќ, ако се сеќавате, доаѓа на митинзите негови пратеници од Руската дума, се потпишуваа стратешки договори, не знам што. Кога дојде Зорт, пуштија низ вода и тоа. И тогаш. Значи на руската политика ја одговара нестабилен Балкан. Разединет, Инакуля, сите кои имаат дилема, тоа, да. особено на овие од ВМРО, им препорачувам да ги прочитаат книгите на Владо Поповски, професорот, кој е ВМРО-вец инаку, советник во град Скопје, каде што имате цела историјата на руската дипломатија во однос на македонското прашање. Руската дипломатија од 19 век во континуитет се го оспорува и ја оспорува идејата за македонска државност, фаворизирајќи ги Србија и Грција како некакви си фактори на Балкан. Тога за југ е напишана во руски И затвор. сега, ако некому тоа не е јасно, што е Русија или што е Америка, или па сега да не влегувам Вудроу Вилсон кој е и што има правено, и парискиот документ, нема смисла сега, не сме ние школа, тоа се учи, тоа се учи у школа. Ама, сакам да кажам, сите аргументи рационални се на страна на нашата прозападна ориентација. Ние припаѓаме на Европа. Ние сме дел од европската култура. Ние нема што да бараме да се удвараме на Европа да не прими. Ние сме дел од тоа. Ние треба да ги тргнеме овие реслови кои ни се нафрлени во поново време, кои го гушат тој европски идентитет на Македонија. Македонија, рамковниот договор во Македонија живеел во 19 век. Ние на Европа можеме да го извеземе тоа као рецепт. Како се постигнува мултиетничка хармонија, бидејќи на Европа тоа не е баш јасно. Европа има сега трета, четврта генерација турци кои ги уште ги смета за емигранти, но тие уште малце нема да бидат емигранти. Туку ќе биде автохтоно малцинство таму. Да. Добро, Јовановски, Тоновски, Драла, ви благодарам на сите за учеството. Ни кажуваа дека не истече времето. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа. Останете со телевизија 24. Набрзо ќе има директно вклучување од Мала Речица во информативниот блок.